Река од народ утрово пристигна на каменот на плодноста Бенлиташ, на Диловица и Дрвош. Приказната за каменот на Угражден, за која се верувало дека има магична моќ, повторно оживува. Утрово не само жителите од околните населени места. Имаше гости од Радовиш кои го посетија каменот, но и го одбележа верскиот празник посветен на светите 40 маченици. Младите веруваат во преданијата од повозрасните, дека протнувањето меѓу камењата носи здравје, благосостојба, ама и плодност. Ние младите ја почитуваме оваа традиција и остануваме верни на неја. И секоја година на овој празник се собираме на овој камен да ја испочитуваме традицијата. Како и нашите баби и мајки, и ние младите секоја година сме овде на каменот, верувајќи дека влегувајќи под него ќе ни донесе здравје и плодност за сите. Како ние што ја почитуваме традицијата, така и нашите поколења ќе останат достојни да ја почитуваат нашите традиции. Во минатото ова место го посетувале и голем број семејства, кои немале пород, бидејќи се верувало дека токму поминувањето низ отворот на камењата ќе им помогне да ја остварат својата желба. Само имаме чуено дека на каменот тука доаѓале жени што немат деца, брачни парови или жената што нема деца да може да се провре преку каменот и да им се исполни желбата да имат чедо. Исто поканети од Иловица и со интерес за камено, како што кажа и исто и мојата сопатничка, имаме чуено за неплодност. Било тоа некои обичаи, или како традиција или што да си го кажеме, и ние од интерес дојдовме да го посетиме. Прославата на Бенлиташ има и културно-уметнички карактер. За промоција на етнокулинарството и музичкиот фолклор, организаторите обезбедуваат посебна трпеза со стари специјалитети, а културно-уметничките друштва го оживеа мелосот. На богатата трпеза која наместија домакинките, главното јадење на денешниот ден беше приготвениот качамак. Сега са донесени посебни жени си, посебно си правят, всяка жена има посебно правено. А ние учестваме тук има качамак правено. Традицията е всяка година на 40. И кој што сака, кој што милува си носе. 30 кила и да качамако, имаме зелник, имаме шо е това? Крашник, имаме постна трпеза, сармички. Се има, се по нешто. Од секој по нешто, чуреки имаме, лепче, винце. Неколку години поред се возобновуваат обичаите и верувањата поврзани со ова место со цел популаризација на богатата традиција во подогражденскиот регион. Општинските власти стојат позади ова случување и веруваат дека во иднина покрај каменот не само што ќе има гости од секаде, туку Бенлиташ ќе стане и туристичка атракција. Оваа традиција ја негува многу поодамна и веруваат дека до 22 овој месец, значи нивите не ги обработуваат, после овој празник почнуваат со обработување на нивите, односно за поголем берекет. Општина Босилово ја поддржува овој настан, значи веќе 5-6 години. Така и оваа година ние дадовме скромен придонес финансиски, бидејќи овде луѓето се дружат, ќе има културно-уметнички друштва од Иловица и од мислам дека од Оровица, Радовишко, така да ќе има и културен настан. Исто така тука се прават традиционални јадења, качамак, сирење, ќе има музика, едноставно луѓето се дојдени да се забавуваат. Граѓаните кои решија да го поминат денот на Угражден до местото со магичните камења, Стаса Пеш, уживаа во играурните групи од двете културно-уметнички друштва, односно од Иловица и Ораовица. Веруваат дека само со масовни собирања ќе поддржат иницијативата за продолжување на традицијата на своите предци, за големи собири и дружби за големите верски празници.